На почеток сме од ново продолжение од Фактор здравје во кое што ве поздравувам и ви посакувам добар ден. Новите работи и новите информации ќе бидат карактеристика и на денешната емисија, а за што конкретно ќе зборуваме ќе ви откриам по оваа прва најава, поточно кажано во рубриката Истражувањата докажаа. Денеска во емисијата Фактор здравје ќе бидеме концентрирани на дијагностицирањето на ракот на грлото на матката, малигно заболување од кое што патат голем број на жени ширум светот, но и во нашава држава. Во првата рубрика ќе се запознаете со 5 симптоми или факти кои што може да ви предочат евентуално јавување на гинеколог или општ лекар, како навремено би се открило ова заболување со цел да се превенира или евентуално навреме третира и излекува. Одно што е важно да се знае од овие први 5 симптоми е крварењето како најчест и најран симптом кој што може да се јави во невообичаени периоди од месецот. Необичен исцедок е вториот симптом кој што жената треба да го разликува од вообичаениот. Непријатност или болка за време на сексуални односи може да биде клучен симптом за појава на овој вид на малигно заболување. Четвртиот претпоследен симптом е болка во долниот дел од грбот кој што укажува дека нешто не е во ред со репродуктивните органи. И петтиот симптом, не помалку важен, се однесува на непланирана загуба на тежина со губење апетит како знак дека телото не функционира како што треба. По оваа прва доза на информации ќе ви ја представам гостинката со која што ќе ја третираме споменатата тема. Денешната, би рекол, многу сериозна тема, но на многу невообичаен и едноставен начин ќе се потрудиме денеска да ви ја интерпретираме преку разговорот со доцент доктор Катерина Кубелка-Сабит, специјалист патолог од клиничката болница Аџибадем Систина во Скопје. Добар ден, докторке, добро дојдовте за прв пат во Фактор здравје и какво е чувството? Одлично, благодарам на поканата, добро ве најдов. Благодарам што во име Чест ми е што ќе бидам во оваа емисија денес. Благодарам што во име на гледачите и моје лично име ќе ја третираме оваа тема, уште повеќе што има карактеристики по кои што сте единствени во државава, за кои што ќе проговориме малку подоцна на почеток, само како од ваш стручен аспект ја дефинирате оваа малигна болест. Значи, карциномот на грлото на матката во развиените земји во светот, во Европа, Соединетите Американски држави, има тренд на намалување на инциденца и смртност, пред се заради превентивните ХПВ вакцинации кои се изведуваат кај младата пред се женска популација. Тие се воведени, ХПВ вакцината е воведена и во нашата држава. За жал со недоволен одзив, меѓутоа дефинитивно представува една добра превенција за развој на карциномот на грлото на матката. И тука се скрининг програмите за рано откривање на преканцерозните лезии и карциномот на грлото на матката. Да, ви благодарам за овој воведен дел, или сакавте уште нешто да дополните? Сакав да кажам дека за жал инциденцата на ова заболување во нашата земја е се уште прилично висок. Да, не е пропорционално како со развиениот свет, како што рековте, да се намалува, но сепак ќе зборуваме за фактите подоцна. Благодарам за овој воведен дел, а благодарам и за вашата присутност пред малите екрани и доколку имате интерес за јавување, ве поканувам по блокот реклами да ни се придружите. Поканата до вас ја упатувам на 6091-925 и 6091-924 да поставите прашање, да се јавите или споделите некое лично искуство во контекст на денешната тема дијагностицирање на рак на грло на матка, тема која што ќе ја продлабочиме и веќе започнавме да ја разговараме со доцент доктор Катерина Кубелка-Сабит, специјалист патолог од клиничката болница Аџибадем Систина во Скопје. Кажавте дека ова заболување за жал не е како во развиените земји, не бележи пат, односно не се намалува, го држи тоа ниво. Кои се причините и кои жени се предиспонирани, би рекол, за појава на оваа малигна болест? Значи, одреден со воведување на скрининг програми за кои нашата држава во последните години интензивно се грижи и работи на воведување дури и на нови начини за скрининг, како што е ХПВ детекција и типизација, не само ПАП тестот, доведува до одредено намалување, но тоа не е доволно. Повторно ќе кажам, покриеноста на населението со превентивна вакцинација е исто така многу значајно. Значи, таа вакцина обично ја примаат девојчиња на возраст од 12 години, бидејќи е битно да вакцината се прими пред првиот сексуален однос. Значи, вакцината не е дизајнирана да
спречи развој на карцином кај жени кои веќе имаат некои преканцерозни лезии и веќе се инфицирани со ХПВ, туку е дизајнирана да спречи инфекција со ХПВ вирусот. Тој предизвикувачот, да. Да, или значи виновникот. повеќе од 95% практично од карциномите на грлото на матката се предизвикани од инфекција со хуман папилома вирус. И сега со сигурност се знае дека најчесто карциномот го предизвикуваат високоризични хуман папилома вируси, издвоени се 14 такви кои се најчесто асоцирани, кои предизвикуваат повеќе од 50% од карциномите на грлото на матката. Инаку ХПВ типови има повеќе од 130, дури и повеќе од 150. Но околу 40 од нив се смета дека ја напаѓаат лигавицата или кожата на аногениталната регија и понатаму може да предизвикаат појава на карцином на грлото на матката, на вагината, на вулвата, па дури и на анусот. Сега, за најбитно е да се знае и кој тип на вирус го има пациентката, бидејќи најголем процент од инвазивните карциноми се предизвикани од ХПВ типовите 16 и 18. И кога се детектира вирусна инфекција кај одредена жена, битно е и таа да се типизира, да се знае прво дали се работи за високоризичен хуман папилома вирус и второ дали ако е високоризичен е тип 16 или 18, бидејќи тогаш треба да бидеме како да кажам, докторот треба да биде многу внимателен со тие пациенти, бидејќи кај нив ризикот од развој на карцином е најголем. Сега кои жени? Да, дали тие што се во репродуктивна фаза или оние кои што завршиле со тоа? Се смета дека кај младата популација, значи со почеток на сексуалната активност, 50% од адолесцентите, од младите жени ќе имаат некаква транзиторна ХПВ инфекција. Значи тоа е половина од женската популација која е сексуално активна. Значи нешто што поминува. Нешто, но кај најголем процент од нив инфекцијата е транзиторна, таа ќе помине. Проблем е да се откријат оние жени кај кои има перзистентна, хронична ХПВ инфекција, кај кои на вистина постои ризик од развој на карцином. И сега, кога се воведуваат скрининг програми, таргет, најголема инциденца на карциномот е кај жените на возраст, да речеме, меѓу 40 и 50 години, бидејќи оној период на развој од 10 години од преканцероза до карцином е поминат. Значи, тука најчесто ќе детектираме карциноми. Преканцерозни лезии ќе детектираме кај помлада популација. И сега, заради тоа, скрининг програмите се оптимално дизајнирани да почнат на возраст од 21 или некои држави 24-27. Да речеме оптимумот е 21 година. Што значи таа преканцероза? Тоа не е малигно заболување, но е сигурно некој предвесник најава. Тоа е предвесник најава на развој на вистинска малигна болест. Значи, кога зборуваме за преканцероза, зборуваме за сквамозни интраепителни лезии, кои ги делиме на оние од низок степен и оние од висок степен, или познато кај народот ЦИН-2, ЦИН-1, ЦИН-3 лезии, карцинома ин ситу, тоа се прекурсорни лезии односно стадиуми во развојот на инвазивниот карцином на грлото на матката. Сега, доколку се детектира преканцерозната лезија кај овие пациентки, може... Рекоте некаде до 30-та година во тој период. Да, со соодветен третман, со минимални инвазивни процедури, таа може да се излекува и со тоа да се превенира понатаму развој на карцином на грло на матка. Го спомнавме како ризик фактор хуман папилома вирусот пред се. Како можеме да се заштитиме од него? Па кондомот дефинитивно не е 100% заштита од развој од инфекција со хуман папилома вирус. Пред се заради тоа што вирусот живее во кожата на аногениталната регија. Значи, не се пренесува преку секрети, па да може кондомот да ни е комплетна заштита. Многу лесно ќе премине од кожата на аногениталната регија од едниот на другиот партнер и токму заради тоа вакцината ни е единствена заштита. Превенција, точно. Да. Меѓутоа, споменавме 14 високоризични хуман папилома вируси, но и оние нискоризични, самиот збор кажува ризикот е низок, не значи дека нема таа пациентка нема никогаш да развие карцином затоа што има нискоризичен вирус. Ризикот е помал, но дефинитивно треба да. Јас се извинувам што ќе ве прекинам, имаме гледач на линија и ќе продолжиме во овој контекст. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Добро дојдовте, господи, одлично ве слушаме. Поздрав
Ева, поздрав до докторката. Благодарам. Јас имам едно конкретно прашање со темата. Да. Пред 6 години сум правена хистеректомија од карцином на грло на матка. Во ред. Сите резултати до сега ми беа добри, меѓутоа сега ми покажа HPV 16 на резултатот. Добро. Сега ме интересира дали има опасност од појавување повторно на некој карцином тука некаде околе, а кажав дека сум правена хистеректомија. Дали ова Ви доволно? благодарам за Да, одговорот. доволно е. Благодарам за вашето конкретно прашање. Ова е еден од тие два најмногу високо ризични, рековте, 16 и 18. Самиот податок што не го кажува пациентката гледачот дека е оперирана од карцином на грло на матка и фактот дека има повторна детекција на HPV 16 еве ни потврдува тоа што го споменавме дека токму тој тип на вирус најчесто предизвикува карцином на грло на матка. Вирусот живее, рековме, во лигавицата, во кожата на аногениталната регија. И сега пациентката успеала да се излекува од малигната болест, што е одлично, и е одлично и за поздравување што продолжува со редовни контроли. Ете, поминале 6 години, но пациентката си е ревностна и редовно оди на контроли. И токму ова помага да знаеме дека постои тој HPV 16 присутен се уште. Да, за жал, ризикот се уште постои, бидејќи овој тип вирус може да предизвика карциноми и на вагината, и на вулвата, и на анусот. Но самото присуство на вирус не значи ова апсолутно не значи дека повторно ќе се развие карцином, единствено значи за докторот кој ја води пациентката дека мора да биде внимателен, да бидат тие чести прегледи за доколку се развие некаква лезија, да таа се истретира на почетокот за да се излекува. Сигурно. До присуството само на вирус не значи во секој случај треба да се докаже дали веќе се развила лезија или не. Уште еднаш Но ризикот постои. Да. За тој ризик или таа преканцероза, рековте дека десетина години е таа патогенеза или развиток од преканцероза во канцерогено, односно малигно заболување, рак на грлото на матката. Прашањето уште ми беше на почетокот ја споменав 5 најчести симптоми кои што треба да укажат и сигурно треба да ги натераат жените да побараат помош од лекар. Значи, токму заради тоа скрининг програмите се дизајнирани да бидат на секој 3, односно во некои земји 5 години, во зависност од тоа дали примарниот тест е ПАП тест, значи цитолошко гледање на препарат, каде се гледаат промени на ексфолирани клетки, или примарниот тест е HPV. Бидејќи се смета дека доколку пациентката нема високо ризичен хуман папилома вирус, шансата да развие карцином на матка е минимална. Така да во светот, во зависност од достапноста на техничките можности на државата, финансиите, некои земји се одлучуваат за примерен ПАП тест како скрининг метод, некои за примерен скрининг HPV тестирање. Сега, но што тоа значи? Рековте карциногенеза од десетина години. Да. Но ние сме имале случаеви, за жал, на пациентки кои имале негативни ПАП тестови во многу краток временски период, дури и помалку од една година развиваат инвазивен карцином. Тоа се многу ретки случаеви, да кажеме дека доволно е да жената не ги пропушта оние термини на редовен скрининг кои ќе бидат препорачани од гинекологот. Или ако забележи нешто невообичаено како тоа симптом. сакав да кажам. Ако овој скрининг, било да е HPV, било да е ПАП, се однесува на несимптоматски жени, тоа не смее да го заборавиме. Значи, ако жената има некој од симптомите што вие ги наведовте, во секој случај, дури и ПАП тестот да е негативен, бидејќи не постои скрининг метод кој ви е со 100% точност. Таков не постои. Значи, може да е лажно негативен ПАП тестот, што е најлоша варијанта, кога е лажно позитивен, можеби кај пациентката ќе предизвика стрес, ќе биде позитивен ПАП тестот, но понатаму истражувањата ќе покажат дека не е така, дека пациентката нема лезија и тоа е најдобра ситуација. Проблем е со лажно негативните папови, да речеме споменавте како симптом крварење. Кога пациентката ќе се јави на гинеколог со крварење, ако гинекологот земе ПАП тест и го прати за анализа, ние како патолози ќе видиме размаска или препарат кој ќе биде прекриен главно со крв и во тоа милје може да се пропуштат променети клетки и ПАП тестот да биде лажно негативен. Заради тоа кај пациентки со симптоми не е ПАП тестот или HPV типизацијата клучна, поклучно е гинеколошкиот преглед, колпоскопскиот наод
и евентуално хистолошка верификација доколку гинекологот воочи промена. Да, ви благодарам за овој прв дел од разговорот. По блокот реклами и конкретно ќе зборуваме и ќе ви објасниме како се детектира лажно позитивниот или лажно негативниот пап тест и конечно како се верификува дијагнозата на она што денеска го имаме како тема, а тоа е ракот на грлото на матката. Можноста заедно да комуницирате и да поставите прашање ви ја нудиме и во продолжение денес на Фактор здравје 60919925, односно 60919924. Со доцент доктор Катерина Кубелка-Сабиц, специјалист патолог, зборуваме на тема дијагностицирање на рак на грлото на матката и остана фактот или она што го споменавте кога ќе се појави одредена симптоматологија, индикацијата или начините понатаму за скрининг и проверка ги дава гинекологот, а понатаму вие ги обработувате. Што тоа значи, еве конкретно, ако почнеме со пап тестот, како една од основните скрининг методи која што и кај нас нели е присутна. Така. Значи, кога зборуваме за позитивен пап тест, пак мора да ги раздвоиме жените во групи според возраста. Значи, кај младата популација сексуално активна од 20 до 30 година, многу често, бидејќи рековме 50% од оваа популација има транзиторна ХПВ инфекција која може да предизвика лезија од низок градус, значи цин-1 да речеме лезија. Но кај овие пациентки сега ХПВ типизацијата ќе биде онаа што ќе ни покаже дали пациентката има високоризичен хуман папиломавирус или нема, и доколку нема, ќе се остави време да се види дали таа инфекција спонтано ќе се излекува, практично пап тестот ќе се негативизира. За да прогласиме излекување, кај пациентката треба да има последователни 3 негативни пап тестови, за да знаеме дека таа инфекција навистина била транзиторна. Интервалот го одредува повторно лекарот гинеколог? Да, интервалот го одредува лекарот гинеколог, секако во договор и со насоки на Светска здравствена организација и препораки за соодветни интервали на скрининг кои треба да бидат запазени. Обично тоа се во периоди од 4 до 6 месеци. Сега, дури ако се јави лезија цин-2 на оваа возрастна група и не се детектира присуство на сериозен ХПВ 16, 18 или високоризичен хуман папиломавирус, со дополнителни методи кои покасно ќе ги спомнеме, ние може да оставиме простор кај таа жена одреден временски интервал, секако ќе биде краток, да речеме до година дена, да видиме дали таа инфекција навистина спонтано ќе се излекува или ќе премине во хронична инфекција која веќе треба да се третира. Доколку се детектира лезија сквамозна интраепителна, значи се уште во епителот преканцероза, од висок градус, како што е цин-3 лезија или карцинома ин ситу, или кај лезија од низок градус се детектира вирус ХПВ 16-18, кај тие жени мора веднаш да се направи да биде гинекологот да направи колпоскопски преглед и при визуализација во зависност од колпоскопскиот наод да земе биопсија од променетото место. Значи златен стандард е практично биопсијата. Хистопатолошки наод од ткивен примерок, во кој ткивен примерок вистински ќе се потврди сомнението дали кај пациентката постои преканцероза или не. Сега тука е оној момент на лажно позитивен пап тест. Значи, некогаш имаме ситуации кога ние ќе видиме во пап тестот дека се работи за преканцероза од висок градус, лезија која е асоцирана цин-3, а биопсијата ќе покаже отсуство на промена. Тоа не значи дефинитивно, не сме веднаш да се заклучи и таа пациентка понатаму да се опушти и да не оди на гинеколошки прегледи, бидејќи биопсијата била негативна. Се случува ретко да не може секогаш од прв пат да се фатим точното место каде што е промената, таа да не е јасно видлива или да е внатре во цервикалниот канал. Таа пациентка секако треба да биде подвргната на ХПВ типизација, повторен пап тест, редовни контроли неколку, евентуално да речеме 3 последователни негативни пап тестови, па да знаеме дека навистина и отсуство на ХПВ, за да знаеме навистина дека се работи за лажно позитивен пап тест. Она што е интересно и што би сакал да го прашам, бидејќи вие работите во лабораториски услови, каде што немате допир со пациентите, само резултатите се тие кои што евидентираат и кажуваат, колку време е потребно да се потврди или отфрли
присутноста при пап тестот или тој хистопатолошки наод, што точно тоа значи, какви клетки всушност барате вие? Така. Значи, обично се трудиме во лабораторијата, сега секако во зависност од оптеретеноста, дневна, неделна, не може секогаш да биде тоа во точен временски интервал, но се трудиме во период од 2 до 5 работни дена да издадеме резултатот пап тест. Понатаму, кога ќе се направи биопсијата, значи пап тестот, за да се фиксира обои, да речеме дека технички се потребни неколку часа. Меѓутоа, кога се работи за биоптичен материјал, тука е процесот на ткивна фиксација и процесирање, изработка на препарат, значи само техничкиот дел е минимум 24 часа. И повторно, по поминувањето на тие 24 часа техничка обработка, во зависност од оптеретувањето, обично и тој резултат се добива за 2 до 5 работни дена. Значи да направите анализата. И она што е битно е да имаме одлична соработка со нашите колеги гинеколози, бидејќи ние не ги гледаме пациентите, не гледаме тоа што го гледа гинекологот, меѓутоа нели ние секојдневно комуницираме, на стручните состаноци се разговараат проблематичните случаеви и така се трудиме максимално да ги решиме и овие случаеви кои некогаш се лажно позитивни или лажно негативни. Би сакал само уште да ве прашам, кога кажавте дека ако има одреден сомнеш или пап тестот е лажно позитивен, треба уште 2 последователни, нели рековте, за да се отфрли можноста од ХПВ инфекција, што ако на третиот, хипотетички прашано, 2 биле негативни, понатаму се јави. Дали истото важи и тогаш уште 2 последователни да бидат негативни? Значи, апсолутно истото важи, затоа што ви напоменав, скрининг методот нема 100% сигурност. Вредноста на пап тестот како скрининг метод е во неговото повторување. Значи, ако во едниот пап тест не се видат променетите клетки, во следниот се надеваме дека ќе се фатат. Сега, доколку во третиот, рековме, пап тест повторно се појави промена, тоа бидејќи вирусот, како кај пациентката која беше гледачот која се јави во емисијата, таа е излекувана, меѓутоа во епителните клетки вирусот е се уште присутен. Еден од кофакторите покрај ХПВ инфекција, не ги спомнавме, кофакторите е намалување на имунитетот. Токму заради тоа инциденцата на цервикалниот карцином е повисока кај пациенти, да речеме, кои имаат ХИВ инфекција, бидејќи имаат намален имунитет. Исто така пушењето, за сквамозниот карцином на грлото на матката, многу значаен ризик фактор е пушењето. Сега, споменуваме трет позитивен пап тест. Ако кај таа пациентка има одреден кофактор, да речеме намален имунитет, присутната инфекција која организмот се обидел да ја реши, сепак не е транзиторна, туку прераснува во хронична инфекција која повторно се појавува и оваа пациентка веќе ја разгледуваме како да има нов позитивен пап тест и понатаму истите чекори според алгоритамот ги правиме, значи колпоскопски преглед, ХПВ детекција, типизација и се што треба понатаму, евентуална хистолошка верификација. Да. И имаме уште едно јавување на линија. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, господјо, и вие. Кој е вашето прашање? Поздрав до емисијата. Благодарам, поздрав и до вас. До докторката. Благодарам. Овака, јас сум повозрастна, 72 години, пред 6 години сум оперирана од карцином инситу. Така. Добро. Али многу позитивно тоа го поднесов, така да се соочи со сето тоа. Сега 6 години давав пап тест вчера. Така. Мислам дека не осеќам ништо, не беше ништо пробиено, многу на време ми се откри, благодарам до мојата докторка и брзата интервенција, која што ја направив во државна болница. Јас се осеќам одлично. Да, Так. ви благодарам за споделувањето на вашето Па искуство. не знам, сега овој пап тест го дадов вчера, се надевам дека ќе биде добро. Да, Така е. да, благодарам уште еднаш и останете во одлично здравје и расположение. Ова само потврдува, нели, ако навремено се открие, Да, дека ова е може да одлична, зборуваме за ова е излекување. ситуација која сите ние ја посакуваме. Ете, тоа е последната стапка во карциногенезата на карциномот на грлото на матката, но за среќа пациентката успеала да ја открие болеста навремено, пред да има потенцијал за инвазија. Што е битно, пациентката е оперирана и многу е битно дали маргините на хируршкиот рез се во здраво ткиво.
Значи, доколку маргините на хируршкиот рез се во здраво ткиво, што нели го проценуваме ние при обработка на материјалот, тогаш се надеваме дека пациентката е излекувана и дека болеста има многу помала шанса повторно да се јави. Пациентката 6 години имала нормални папа тестови и се надеваме дека и овој ќе биде нормален и е за поздравување што е навремено откриена болеста и излекувана во фаза кога нема да остави последици. И за крај на оваа емисија и разговор уште да го споменеме фактот она што е посебно и што вие со колегите во Аџивадем Цестина во одделот на специјалноста патологија, се извинувам, со која што вие се занимавате, го работите и по која што сте единствени. Вака, значи, не споменавме еден важен дел и сега имаме шанса да го споменеме, со жените кои се бремени или сакаат да забременат, млади жени, значи имавме гледачки кои се во надвор од репродуктивното доба, во периодот кога биле оперирани, и кај нив хирушката интервенција не го загрозува квалитетот на животот во голема мерка, бидејќи репродуктивната способност веќе не е потребна на жената, нели, во менопауза, завршена. Да. Но што е со оние што сакаат да забременат или се бремени? Кај млади жени кои сакаат да што помалку им биде пореметен на анатомијата на гениталните органи, доколку се детектира лезија која е CIN2, да речеме, или се видат атипични сквамозни клетки, за кои не сме сигурни дали е лезија од висок градус која мора да заврши со конизација или не, постојат дополнителни биомаркери кои ќе покажат дали таа лезија е таа инфекција со HPV вирус е транзиторна и таа HPV инфекција со CIN2 лезија ќе помине, имунитетот ќе успее да се одбрани или не. Постои едно така наречено двојно имуноцитохемиско боење со биомаркери Ki67 кој е маркер за пролиферативен индекс на клетката и друг маркер P16, значи овие детали за гледачите се небитни, но тестот сам по себе покажува дали вирусот успеал да завземе контрола на клеточниот циклус, односно дали инфекцијата со тој хуман папиломавирус кај таа пациентка е трансформирачка. Што тоа значи? Дека вирусната инфекција ќе успее да ја трансформира клетката во преканцероза и понатаму малигна болест. Доколку овој тест е негативен, кај тие пациентки ризикот за развој на карцином е помал и гинекологот има време да почека дали лезијата спонтано ќе се повлече и да се надеваме дека кај овие случаи со негативен, така наречен синтек тест, лезијата навистина ќе се повлече и нема да има потреба понатаму од конизација или посериозни интервенции. Да, или пак ако е позитивен, како што рековте, навремено повторно да се фати, ќе се работата третира. и да се земе под контрола. Така Ви благодарам така за вашето присуство, за она што како стручен аспект ни го донесовте. Поздрав до вашите колеги и ве чекаме во некоја следна прилика. Благодарам на Благодарам, поканата. ми беше задоволство и се гледаме во некоја следна прилика. Доцент доктор Катерина Кубелка-Сабит, која што е специјалист патолог, беше денешен гостин ваш пред се и мој во Фактор здравје. И она што го споменавме и таа веќе го апострофираше во однос на превенцијата, токму имунолошкиот систем е тој кој што треба да се одржува на високо ниво, а како препорака повторни во оваа прилика ви го предпочитам G132 Plus Natural, кој што е најмоќен антиоксиданс и достапен низ фармацевската мрежа низ држава по цена од 1100 денари, колку што чини една 15-дневна терапија во блистер. Благодарам за вашето присуство и соработка и поздрав до утре. Пријатно.